убеден сум како човек и по она што нудиме како квалитет и како предлог за овие избори председателски, дека професорката Гордана Силјановска-Давкова ќе биде идниот председател на Република Македонија. Барам од вас, еве на отворена сцена, да дајте дополнителна, односно додадена вредност. Гледате дека сите анкети одат во насока дека ВМРО-ДПМН е следниот двоен победник на предстојните прво председателски прв круг на 24 април, втор круг на 8 мај и на 8 мај парламентарни избори на кои што собраниското мнозинство ќе го има ВМРО-ДПМН, се надевам дека тоа ќе биде апсолутно мнозинство, повеќе од 61 пратеник и дека новата влада, предводена од нашиот председател, професор доктор Христијан Мицкоски, ќе биде влада која што ќе биде запаметена на овие простори во оваа наша држава, иако напатена, намачена, оптоварена на товарот на криминалот и корупцијата, конечно ќе најде сила да се избори, да заврши злото представено преку ДУИ СДСМ и дека конечно македонска влада ќе управува со оваа држава и како заеднички успех на сите нас, на сите граѓани на Република Македонија ќе биде тоа да ние сите се почувствуваме гордо што сме жители на оваа граѓани на оваа држава, дека Македонија ќе си го фати патот како што одговара, како центар на Балканот, дека во иднина ќе бидеме горда членка на Европската Унија, ослободена од овие досегашни предавнички договори кои што беа склучени, ослободена од предизвикот да прифаќа се што се бараат нејзините соседи за да го продолжи европскиот пат, затоа што сум убеден дека идната влада и идниот председател ќе застанат на браникот како и досега. Сите бевме сомничави дека во овој парламентарен состав можно е да ни се повтори некој сценарио што се случуваше пред 2017 година, но за таа сметка нашите пратеници 44 на број докажаа и покажаа заедно со партиското раководство дека ВМРО-ДПМН било и ќе биде на браникот на татковината, односно на браникот на она што значи се македонско. Национален идентитет, јазик, култура и се она што низ вековите наназад се создавало на овие простори. Како земја која што располага со сите природни ресурси, посебно за нашиот крај, пелагонискиот, минерални суровини, плодна почва, сонце и вода, недозволиво беше овие 30 години, иако во дадени периоди имавме сериозен подем, еве последниве 7 години живееме во време кога се она што беше направено, секој систем кој што беше направен да функционира, беше растурен. Убеден сум дека лошото време за Македонија заврши. ВМРО-ДПМН е секогаш нудело решенија, од ВМРО-ДПМН е секогаш се очекувале позитивни политики, се очекувало позитивни трендови, се очекувало поправање на се она што не чинело. Не сакам многу да должам, но уште еднаш ја користам приликава пред вас сите да побарам поддршка. Спомнав претходно дека сите мерења на јавното мислење одат на патот дека ВМРО-ДПМН ќе ја представува државата во иднина во наредниот 4 годишен период. Како представник и на локалната самоуправа, односно председател на Советот, можам да кажам дека иако се соочувавме со сериозни предизвици во овие 2 години мандат колку што ги имавме, направивме максимум од она што беше и што можеше да се направи во овој период. Ресурсите се толку, општинската каса беше испразнета, но за сметка на тоа, со поддршка на градоначалникот и со неговата упорност, направивме максимум од тоа што можеше да се исцрпи. Грешки имало, грешки и ќе има во иднина. Но секогаш, кога ВМРО-ДПМН ја предлоди, како локална, така и централна власт, грешките се минимални, кој што работи велат и греши, но секогаш се работи во интерес на македонскиот народ. Посакувам во иднина и еве го задолжувам, со ова сакам и да го
поздравам овде пред сите вас, подпредседателот, носителот на изборната единица. Број 4, се надевам и иден функционер во владата на Република Македонија, господинот Александар Николовски. Добар непосебно внимание за Прилеп. За Прилеп, за Пелагонија и за цела Република Македонија. Да не направат сите горди, што сме жители на оваа држава,